Неасфалтиран пат, 99% невработено население, нерешено прашање со канализацијата се централните проблеми со кои се соочуваат околу 2000 жители на велешкото село Горно Оризари, главно бошњаци, доселени од областа Санџак во Србија. Меѓу најстарите жители на ова село е Мурат Нурадиновик. Тој за родното место вели: Немаме леп да јадиме, не да правиме куќи. Се живе највише од земјоделие. У работа нема никој. Ако има се на свет 10 души. Пензионери, јас со 6000 пензија. Живеем 39 години работа. Со 6000 пензија и лекови, ја и жена и Каде работите предходно? У Свилара. А сега кажете ни вашите деца со што се занимаваат? Деца. Што работат децата? Деца сите се избегани у странство. Останати сме само ја и жена. Она што ги измачува жителите е деценискиот проблем со водоводот и канализацијата. Поради тоа, тие живеат во смрдеа, со страф од епидемија и извалкани патишта по кои се разлева изметот. Андреј Владиевик е еден од жителите кој се обидува за селото во кое живее да ја заинтригира и велешката општина. Канализација е катастрофа. Катастрофа. Ево само доле по чешмата да отидете да видите, тоа се уклучено со извинение, када стар човек ќе ми простите, се од ВЦ е уклучено со мали цевки и пуштено ни за село тече. Безизлезната ситуација со која се соочува населението ги принудува младите својата иднина да ја градат надвор од родниот крај. Оние кои првично го напуштиле селото како печалбари, потоа се домакиниле во странство, и тоа претежно во Австралија, Германија и Италија. Спас за семејната сиромаштија во странство побарал и Мухамед Перик. Тој како пензиониран печалбар во Италија, поради носталгија, повторно се враќа во Горно Оризари. Ја, као граѓанин од Оризари, јас сум 12 години простанка работе по причина финансиски отидов у странство. 26 години сум у Италија и први тие причини деца ги однес во Италија и сега гледам дека село треба да напредува. Село е еден главни клjuč за Велес, општина. Горно Оризари е оддалечено 8 километри од Велес. Населението главно преживува од тутун и бостан, кои се најзастапени земјоделски култури, чиј откуп никогаш не е загарантиран. Челниците на општина Велес не беа расположени да дадат каков било коментар за ситуацијата во едно најголемите села во Велешко, со што се загрева прашањето до кога Горно Оризари ќе живее во услови како во 19 век, без ничија помош и поддршка.